Добра вечер, почитувани гледачи. Јас сум Анастасија Елиевска, вие гледате За или Против. Во ова петочно издание на емисијата ќе ми гостува дамата која што е на чело на едно од министерствата кои што дефинитивно го менува начинот на кој што се функционира во Македонија, особено што станува збор за едно од најважните министерства во смисла на иднината на Македонија, меѓутоа и иднината на нашите деца. Претпоставам дека претпоставувате за кого станува збор, меѓу друго и за жената која што покажа дека на било какво провокативно прашање може да се одговори достоинствено. Па вечерва велам добра вечер за професор доктор Весна Јаневска. Добра вечер. Ке започнам со она што е можеби најактуелно во текот на оваа недела, бидејќи некако петочки ги резимираме најчесто во емисијава сите оние случувања кои што се случиле во текот на неделата и неминуелно е да го прокоментираме скандалозното однесување на новинарот Адеми кон вас, начинот на кој се обрати пред се кон министер, ако сакаме понатаму кон жена, кон доктор и на крај и кон личност која што е повозрасна од него, на начин на кој што не треба да се обратиме. Следеа низа реакции, меѓу другото реагира и новинарските здруженија како ЗНМ, реагираше и Агенцијата за визуелни и медиумски услуги, но реагираше и партијата ДУИ, во која што, ако можам така да парафразирам и да цитирам дел од она што тие го напишаа, реагира за непрофесионалниот став, велат, на владата и пазете јазикот на кој што се обраќаме, било обраќано кон новинарот. И од друга страна пак имаме и реакција од Бујар Османи, кој напиша на Facebook дека не само што албанскиот јазик се проблематизира, туку сега било проблематично ако некој добро не го изговорил, нели, самиот јазик, и дека ова ги надминува сите граници. Ова ви се случува втор пат во Тетово. Дали, како гледате на ова, зошто е наменето кон вас и зошто токму сега? Не би можела со сигурност да тврдам дека е личен напад. Новинарот е млад. Отпосле кога размислував што се случи, може би поводот беше негова желба силна да се истакне во својата професија, но не мора да значи, јас не можам да тврдам дека може би таму се крие некаква политичка агенда. Јас им благодарам на сите што застана зад мојот одговор, затоа што повторувам, мојот став е дека не сгрешив со тоа што го кажав и правно не сгрешив, но и човечки не сгрешив на начинот на кој му одговорив на новинарот. Жал ми е што партијата ДУИ се уште цврсто се држи за нешто што треба да е во земјава минато. Граѓаните во оваа земја учат на сите јазици на кои што треба да учат, македонски, албански, турски, српски, бошњачки, значи имаат образование, секој слободно може да го користи сопствениот јазик секаде каде што сака, но останува дека прво ова е многу чудна држава, нели, необична, но нема да дискутираме за тоа, но останува она што ние сме го дефинирале како правило, како закон, дека службен јазик на целата територија на земјата е македонскиот јазик, дека да, како службен јазик ќе се употребува и јазикот на 20%, ева албанскиот ќе го крстиме. Јас повторно ќе кажам, мислам дека веќе треба да се одвоиме од овие прашања, крајно време е, затоа што светот не чека, со крупни чекори, трпи огромни промени. Дигитализацијата, зелената агенда, енергијата, прехраната, земјоделието, се тоа трпи вештачката интелигенција. Сето тоа страшно брзо се развива, а ние се уште се расправаме со теми кои порано велевме се 19, не јас велам 18, 17 век. Нешто што не забавува во она што треба да се вели процес на напредок на државата. Кога велам напредок на државата, првенствено мислам на граѓаните кои живеат во оваа земја, на кои треба да им се обезбеди или ние сите заедно да си обезбедиме, би била поточна формулација, подобра економија, постабилна економија, поубав живот, поубаво образование, подобро здравство и така натаму, да не должам многу. Од тука мислам дека
Да, се случува по втор пат, јас и првиот пат, и претходно имаш уште еднаш, ја замолив да се преведе, затоа што тука сме мешана група, па треба да разбереме што се случува, за што дискутираме, за да можеме да се вклучиме сите, не за да се навреди некој. Мислам дека тој континуитет на такво однесување или бавење со такви прашања, еве поточно кажано, може само да ни штети. И мислам дека навистина е последен момент кога ние треба да се фокусираме на многу поважни нешта, како што се овие кои што ги спомнав, а бидејќи доаѓам од ресорот за образование, и ова е дел од образованието. И начинот на комуникација, и начинот на пренесување на пораки, и знаењата кои треба да ги имаме професионално, и меките вештини со кои треба да владееме во било која професија, се дел од образованието. Кога го занемаруваме образованието, од лични причини, од било кои други причини, се наоѓаме во вакви ситуации кои апсолутно не смеат да постојат. Не смеат, тие постојат, но кога велам не смеат, велам дека ако сакаме нешто поинаку во оваа држава, ние од ова мора да се одлепиме. И како личности, а особено многу повеќе и како партии. Затоа што факт е дека партиите имаат влијание на своето членство, на други кои не се нивни членови, на целокупното население. И веќе е дојдено време кога ние ќе мора, ама не сакаме, ние ќе мора да се договориме за одредени нешта, или тоа обично се вели да ги поставиме црвените линии, каде ние можеме да дискутираме, па дури и да се напаѓаме за грешките што сме ги направиле, а каде ние ќе мора заеднички да се движиме за да постигнеме успех на нашата заедничка држава, на сите граѓани кои што живеат во неа. Јас не знам колку пати треба да се повтори, но ако треба 1000, и 2000, и 5000 пати треба да се повтори, да, ова е наша заедничка земја, да, ние заеднички треба да придонесеме за неа, да, ние треба да ги надминеме проблемите или предизвиците од минатото, за да можеме да погледнеме кон иднината. Дека инвестирате во образованието и во подобрите услови за сите ученици неселективно, говори фактот дека кога се случи овој настан, вие бевте во Тетово, каде што го отворивте, односно го отворивте регионалниот реконструкцијата, нели, она што значеше на регионалниот центар за стручно образование и обука Моша Пијаде во Тетово. Место каде што има подеднакво и македонци, и албанци, значи неселективно го правите тоа, но ме интересира како ќе функционира овој регионален центар, конкретно Моша Пијаде во Тетово, и што понатаму со другите регионални центри, како ќе функционираат тие, која е стратегијата, бидејќи додека сме на оваа тема, меѓутоа ќе зборуваме и за она што е иднина, како вештачка интелигенција, како финансиска писменост, како тоа како да фатиме чекор со светот. Благодарам, Анастасија, за прашањето. Тукму тоа е поентата. Ние во овој период релативно многу инвестираме во Тетово и супер, нели, секаде треба да инвестираме. Во многу краток период 2 средни училишта отворивме и поентата е дека ние бевме таму отидени за убава работа. За регионален центар за средно стручно кој вреди околу 5 милиони евра, во кој ќе учат, можат да учат над 1000-1500 ученици, сите. Нели, од сите краешти на Македонија, од сите етникуми, од двата пола и така натаму, од сите религии и така натаму и така натаму. Регионалните центри не се нас многу важни. Ние имаме недостаток на работна рака, се вели тоа на пазарот на труд. Средното стручно образование, особено така наречените дуални паралелки, кога децата учат на училиште и работат, учат во компаниите работејки, се од исклучителна важност за оваа земја, затоа што произведуваат човечки капитал кој е спремен да влезе на пазарот на трудот. Па од тука ова е еден од најголемите регионални центри. Има многу струки, од ветерина, од земјоделие, од машинство, од електротехника. Така и се замислени регионалните центри, да имаат повеќе струки, да ги опфаќаат потребите на регионот во кој што се наоѓаат. Но не само за младите, тие треба да слушат и центри во кои што ќе обезбедиме доживотно учење. И информално, и неформално, и формално, за кое што зборувавме.
Тоа е еден од најголемите. Македонија треба да има 8. Извинете што 8. прекинам. Знаеме ли колкава бројка на ученици може да опфати? Во овој момент таму има приближно 800 ученици, но тоа е многу поголем и може и повеќе ученици во него да учат и тоа е тенденцијата, нели? А Македонија треба да има 8 регионални центри, ние сме прогласиле 7. До крајот на годината ќе го прогласиме и 8, и 8-миот кој треба да е во Скопскиот регион. Пред да се прегласи едно училиште за регионален центар, се прават анализи на потребите на регионот, се одбира училиште во кое што ќе може да се спроведат овие обуки, нели, или ова пренесување на знаење. 8-миот ќе биде во Скопје, а веќе 7 имаме. Од нив 3 се комплетно реконструирани, комплетно опремени со многу скапа и со многу модерна опрема и тие се функционални. Останатите 4 ќе треба дополнително да ги доработиме и сработиме, но се функционални и веќе функционираат. Она што е важно, она што е исто од голем значај за целата држава, што во моментот во тие регионални центри ние воведуваме така наречено подстручно образование, кое ќе може и на универзитетите да се одвива, и воведуваме нови, модерни програми. Например, еве во Битола од оваа година ќе воведеме гейминг. Ќе воведеме и бројни други според потребите на самиот регион, кои де факто ќе му понудат на пазарот на трудот работна, оспособена, квалификувана сила, која веднаш ќе може да се вклучи во работните процеси, кои да се според струката која децата ја направиле. Овие регионални центри, дел од нив, не сите ги спроведуваме со помош на Европската унија, дел се од Growth агендата, нели, засега тоа се одвива во најдобар ред и се надевам дека и натаму ќе се движиме. И сега, ќе повторам, тоа е многу важно, ние отвараме училиште од близу 5 милиони евра, во кој ќе се пренесува знаење, ќе се подготвуваат деца за пазарот на труд и тоа треба да биде темата на која ние треба да дискутираме. Дали оваа струка, дали друга струка, дали треба да додадеме струка, какви се компетенциите на професорите, дали таму нешто треба да се промени, кои ученици што ќе учат, како ќе се селектираат и така натаму и така натаму. Дојдено е време кога ние ќе мора за тоа многу повеќе да зборуваме, отколку да се бавиме многу со политика како и до сега. Ќе се задржам уште кратко на инвестиција во инфраструктура, во подобри услови, не само за средношколците, туку и за студентите, бидејќи видов дека привршува реконструкцијата на 2 студентски домови, Стив Наумов и Кузман Јосифовски Пито, и чинам дека кажавте дека веќе во следната дека кога ќе почне нели академската 26-27, дека ќе може буквално студентите веќе таму да се вселат. Како тече реконструкцијата, дали е се реконструирано, кој ќе помине покрај Кузман, се гледа дека има, постојано се работи, но ќе застанете ли тука, бидејќи треба да се инвестира кога станува збор за подобрите услови за живот за студентите, кои што живеат во студентските домови? Анастасија, и ова е многу битно прашање и благодарам, да, јавноста треба да е запознаена. Факт е дека до овој момент сите студентски домови во Македонија требале да бидат реновирани, но за жал не е тоа така, но јас еве со задоволство можам да кажам дека да, Стив и Кузман ќе бидат готови, едниот малку побрзо, другиот до 15 август или 1 септември, таман за да може студентите од 1 октомври да се вселат во овие 2 нови модерни студентски домови. Од септември, може би и некој месец порано, дел во јули, дел од септември, но септември-октомври очекувам да почне реновирањето на сите други останати студентски домови кои ќе го правиме одеднаш. Одеднаш затоа што се во различни градови и не зависи нели динамиката на нивната изградба или реконструкцијата, не зависи од тоа дали ќе се одвиваат во еден момент реконструкциите или ќе биде тоа последователно во некакви одредени временски периоди.
Се надевам, ние обезбедивме средства за тоа и јас искрено се надевам, барем така кажуваат експерти, стручњаци од градежништвото, дека ако се оди по план, тие би требало за 2 години исто така сите комплет да бидат готови, со што би ги затвориле 3 фази или не е битно колку фази се, за реконструкција на студентските домови и веќе нема да се бавиме со тоа. После тоа би тргнале во реконструкција на ресурсните центри. Добро. Тоа се оние центри каде што кои служат како центри за помош на децата со посебни потреби. Ние ги имаме во доволен број, но факт е, јас сум ги посетила речиси сите, но факт е дека условите таму би можеле да бидат подобри и потоа влегуваме во реконструкција на овие центри за кои исто така е неопходно да се превземе нешто. Да, тоа се одлични вести, особено што години се чекаше на реконструкција и на подобрување на условите. Кога сме веќе кај студентите, неминовно мора да ве прашам и за законот за високо образование, кој што рековте дека за многу краток период ќе биде пуштен до владата, но на почетокот самиот закон кога беше најавен, имаше реакција од фелата, имавте вие и комуникација, имавте и отворени разменување на искуства, на предлози, но она што ме интересира сега, во која фаза е законот, што треба да знае јавноста, фелата го знае, факултетите имавте со нив и со државните и со приватните факултети, што е она што јавноста треба да го знае и како овој нов закон треба да го промени образовниот систем, односно високото образование, нешто на кое што исто така долго требаше да се работи, меѓутоа ете сега се работи со ова. Што е она што треба да го знаеме? Анастасија, моје лично и длабоко уверување е дека овој закон, носење на нов закон за високо образование, конкретниот, но може и некаков друг да биде, носење на нов закон за високо образование е крајно неопходен и тоа во овој момент. Зошто? Затоа што, веќе зборувам за конкретниот, кој е веќе изготвен, затоа што тој се очекува, и ако се спроведува така како што треба, а ќе се спроведува, и немаме избор, и мониторингот ќе биде засилен, за да се спроведува така како што треба, ќе придонесе за повисок квалитет во образованието, но не само во образованието, туку и во науката. Добро. Тие не се двојат, барем во нашиот систем во кој што ние функционираме или различни системи во овие системи каде што образованието и науката се интимно де факто поврзани. Подобрувајќи го образовниот процес, но и поддржувајќи го и научно-истражувачкиот процес, ние де факто и даваме на државата можност за нашите млади луѓе кои ќе стекнат одредени знаења, квалификации, компетенции, да продолжат или во стопанството и така да придонесуваат, или во научно-истражувачката работа, од која се очекува како производ да произлезе некаков тип на инновација. И јас веќе сум го кажала, ама ќе повторам, не е инновација само да измислиме шолја, предмет, инновација и нов модерен процес, инновација и забрзување на одреден процес, инновација и зачувување на природата, намалување на загаденоста, тоа се некакви методи кои треба да ги направиме. Цел свет во овој момент е посветен на тоа. Со трансформациите кои ги спомна во дигитализацијата и вештачката интелигенција, драстично се менуваат и начините, и ке се менуваат и начините на размислување, и начините на функционирање на целото општество, и овој закон треба да обезбеди ние да се придвижиме кон тие стандарди. Да, имаше реакции, јас не би рекла дека беа премногу бурни, затоа што во мојата комуникација со професорската академската фела, огромен број од професорите, односно наставно-научните звања, доценти, професори и така натаму, дури голем број на асистенти сметаат дека е неопходно да го донесеме. Во главном замерките беа во критериумите кои луѓето сметаат дека се престроги, но ние не ги измисливме, не ги донесовме арбитрарно. Консултиравме многу други закони.
консултиравме многу научно-истражувачки проекти и така натаму и во земјата и надвор од земјата, за да дојдеме до одредени заклучоци за кои што тврдам и тврди групата која што работеше дека тие критериуми се исполнителни, луѓето ќе можат да ги исполнат. Факт е дека ќе бара малку повеќе труд, малку повеќе работа и малку повеќе ангажман. Значи ќе се раздвижат работите, ќе се подразбуди? Дефинитивно, мора да се раздвижат работите, инаку ние останавме последни, ние сме меѓу последните и во другите нивоа на образованието и во високото образование. Во однос на видливост, на перформанси на академскиот кадар, на видливост на универзитетите, на интернационализација на универзитетите. Сите овие елементи законот ги побарува од нив. Докаде е законот, очекувам во понеделник повторно да биде поставен на ЕНЕР, така како што ветив, неколку дена, за да ги видат сите промени кои што се направени за интересираните и под тоа постепено нели ќе си влезе во владина постапка. Сметам дека направивме добро што носењето на тој закон беше многу транспарентно. Покрај тоа што цел месец беше на ЕНЕР, како што веќе знаете и јавноста знае, ние на сите универзитети направивме јавни расправи, токму за да ги чуеме мислењата на чинителите на кои што ќе се однесува законот. Многу од тие забелешки навистина беа конструктивни и ние ги прифативме. Ги вметнавте така во... Вметнавме дел од нив. Дел од нив, иако сметавме дека не се пречка, повторно прифативме затоа што не треба да има отпор на оние што ќе го спроведуваат законот, но морам да кажам дека на дел од прашањата би ги нарекла, кои беа нели поставени или за дискусија, обстоивме, затоа што сметаме дека со тек на време ќе покаже законот дека е корисен. А јас тврдам дека ќе биде многу корисен. Кога се водеше дебатата за законот за високо образование, ќе ме коригирате ако грешам, чинам дека потенциравте дека е многу важно студиските програми да се адаптираат според потребите на пазарот на труд, оно што и вие го зборувавте како сето тоа се адаптира почнувајќи од средно образование, дека треба буквално нашиот образовен систем да одговори на оно што значи пазар на труд од една страна, меѓутоа и како се движи, нели, како се движи целокупното образование во светот и како треба да ги фатиме те некои светски трендови. Чинам дека споменавте и дека особено системот со 23 студенти на студиска програма ќе мора да се промени и можеби треба да се направат, како што кажавте, нови студиски програми кои што ќе не само пројават интерес студенти да се запишат, туку ќе има реално каде своето стекнато знаење да го применат. Кои според вас се како ќе оди ова? Има ли некои реакции од универзитетите, ќе има ли такви нови студиски програми, колку министерството ќе помогне во тоа и што според вас се смеровите, односно каде треба да се насочиме како високо образование, што е оно што му недостасува на македонскиот систем? Ке има промени на студиските програми. Воведуваме нешто што веќе го има во Европа многу години и што ние сме го имале пред повеќе години, што се вика модуларност на студиските програми, за да не се плашат студентите, родителите. Оние студенти кои почнале по старите програми, ќе си ги завршат по тие програми и ништо нема да им пречи во животот понатаму да се вработат, да се пронајдат себе си, дали на пазарот од трудот во академијата или било каде. Но, како ќе завршуваат акредитациите на тие студиски програми, така факултетите, ќе речам сега и универзитетите, се задолжени со новиот закон да пристапат кон таа модуларност. Што значи тоа? Дека една област ќе произведе една струка, например правник, економист, психолог, и тие ќе бидат дипломиран инженер, дипломиран правник, дипломиран економист. Во првите 2 или 3, тоа е веќе академска слобода, тоа ќе си го направат факултетите. Во првите 2 или 3 години тие ги учат заедничките предмети кои ќе обврзни и дополнителни, кои ќе им ја дадат базата на струката. Во
четвртата година, во втор циклус, во трет циклус, тие може да се усмеруваат кон одредени правци од таа професија. Да не ми замерат гледачите, не знам, например, да земеме економија, би оделе кон, може би, финансии, па други кон бизнис, некаква економија, па трети кон сметководство, ако точно кажувам, нели се извинувам, но отприлика тоа така би биле. Во последната година, на втори, на трет циклус, ке се специализираат во одредени области во кои што самите ќе одберат и ке сакат, а пак факултетот е должен да им го обезбеди тоа. Се покажало дека е одличен модел. Дополнително, она што го немаше порано, а сега го има, воведовме кратки циклуси и стручни програми за оние кои не планираат да се бават со наука или со влез во академската заедница, туку сакаат да останат во компаниите. Тоа се оние кои ќе завршат, да речеме, 3-годишни стручни студии од 180 кредити и сега за прв пат добиваат право да одат на стручен магистериум и на стручен докторат. До сега тоа законот не го дозволуваше. Дозволуваше на втори, трет циклус на магистериум и докторат да одат само оние кои завршиле 240 кредити. Воведуваме и други пократки студиски програми кои ќе им овозможат на студентите, доколку е потребно во нивната фирма, компанија кај што работат, да се усовршат 6 месечни, 1 година, да се усовршат во тоа што ќе го работат според потребите на компанијата. Каде ќе може да се и во усвршуваат компаниите во самите? се на факултетите. На факултет. Значи, И во самите факултети ќе го Ќе овозможуваат. им овозможа такво нешто, затоа што, како што веќе рековме, брзо се менуваат процесите. Можеби компаниите ќе имаат потреба од отварање на некакви други процеси за кои нивните вработени ќе треба да стекнат некакви предзнаења и ќе се усовршат на самото работно место. Во компаниите исто можеби им треба, не можеби, сигурно ќе им треба доктор на науки, кој ќе води процеси, кој ќе иновира во тие процеси, но нема, нели, да биде насочен кон академската заедница и пошироки истражувања. Прв пат во овој закон, сега во понеделник ќе го видат, тоа е новина која досега ја немаше во законот, но ние одлучивме како министерство да ја внесеме. Тоа се универзитети за применета наука. Ова што сега го кажував, значи не мора да бидат тоа академски студии. Универзитетот за применета наука, рековме дека може да биде граден од еден факултет и 2 средно и 2 стручни школи или од 3 стручни школи. Најмалку можат и да се прошират. Тоа се универзитети кои нема да се бават со истражување и нема да биде обврзно да се бават со истражувања, ќе се бават повеќе со оспособување и пренесување на знаења, повторно за луѓето кои што ќе се вклучат на пазарот на труд. Значи, овој закон дава многу поголеми можности во однос на студиските програми. Предвидовме, ставивме да биде обврзно за законот, постои кај нас, но не беше обврзно, да се направат така наречени двојни и заеднички дипломи, односно студентите, ќе се обидам едноставно тоа да го објаснам, еве, дел од студиите да поминат тука, дел од студиите тука, да речеме во земјата, или на еден универзитет, а дел од студиите да поминат надвор од земјата на друг универзитет, а може и во земјата на друг универзитет, за да научат нешто друго, за да видат нешто друго. Но кога се тоа универзитети надвор од земјата, тие стрикнуваат и други бенефити, а тоа е градат мрежа на лица кои се бават со иста струка, запознаваат различни култури, гледаат различни демократии, запознаваат различни општества и се враќаат во сопствената земја да пренесат, нели, нешто што научиле. Тоа се однесува и на наставничкиот кадар, тие пак стекнуваат, нели, нови сознанија во понапредни, да речеме, земји, стекнуваат нови, изучуваат нови методи на предавање, па кога ќе се вратат можат да ги применат. Значи, овој е еден закон кој комплетно треба да го подигне нивото на образование и наука и на тој начин да видат видливи
не само нашите универзитети да станат видливи и нашите професори, а покрај нив да станат видливи и нашите студенти. Значи, во овој случај ќе се градат и профилите веќе како и имињата кои што треба да не Секако што е многу важно. Така е, Уште нешто важно, ги обврзува законот проекти да прават да се вмрежуваат. Да се вмрежуваат. Не можеме да останеме изолирани. Мора да не види светот дека сме способни нешто да направиме. Ако сме невидливи, никој нема ни да не побара нешто да направиме. А ако некој побара заеднички нешто да правиме, нашата вредност се покачува. Додека сме на оваа тема, пред да направиме кратка пауза за реклами, како ќе постапува Министерството со талентираните луѓе, без разлика дали се во основно, средно или на факултет? Мора да најдеме нели начин како да ги стимулираме, да ги наградиме, да ги поттикнеме ете да се градат што е можно повеќе и не само себе си да се представуваат, туку и од своето училиште, универзитет, па и сега ко Македонија. Да почнем од основно и средно. Ние во законите внесовме дека ќе ги наградуваме учениците, нивните ментори од училиштето и од факултетите, сите оние кои ќе се вратат од надвор, од надпревар, меѓународен надпревар или олимпијада и ќе освојат некаква награда. До сега беше само на едно ниво, сега и во основно и во средно. А во високото образование за прв пат законов предвидува предност при вработување да имаат оние што ќе се вратат од студии надвор, оние што ги стипендираме на првите 100 универзитети во светот, според Шангајската листа, добитниците на инженерски прстен и првите 10, односно 10 најдобри студенти на универзитетот при вработување да имаат предност. Универзитетот во Македонија? За Македонија зборуваме. А секако овие што ќе се вратат од странство и студирале надвор, овие што велиме дека ги праќаме на Шангајската листа и тие да имаат предност. Така да еве и на тој начин помагаме, но и со самото стипендирање на децава кои студираат во странство и стипендирање на децава кои учат втори и трет циклус во земјата, ние го подкреваме човечкиот капитал во однос на стручноста и способностите и овие што ги праќаме во странство за кои постојано се дискутира се вратиле, не се вратиле, не сме ние единствена земја што тоа го правиме, го прават и другите земји од Западен Балкан и не само од Западен Балкан, затоа што на тој начин овозможуваме циркулација на таленти. Сега е тој модерен назив, нели? Не одлив на мозоци, туку циркулација на таленти. Веројатно ќе дојде еден ден времето кога и кај нас би дошле да студираат студенти. Зошто да не, ако го подкачиме квалитетот, ние можеме да привлечеме интернационални студенти. Но и оние што не се враќаат, тие остануваат наша диаспора. Дел од тие деца и тие луѓе веќе се дел од академската заедница во туги земји. Со нив веќе сериозно почнуваме со нашите, нели, македонците кои живеат и работат во странство, сериозно почнуваме да аплицираме на заеднички проекти, да креираме некакви заеднички проекти, ќе видиме дали ќе бидат успешни или не. Значи, од се, дури и што изгледа лошо, ако има добра намера и ако се потрудиме, ние за оваа земја може да направиме добро. Так, ќе направиме на тука кратка пауза за реклами, но се враќаме назад, има уште неколку прашања поврзани со образованието кои што ќе сакам да ми ги одговорите. Почитувани, кратка пауза правиме тука, но се враќаме за брзо нас во студио. Да, се враќаме назад во студиото, го продолжувам разговорот со професор доктор Весна Јаневска. Зборувавме за законот за високо образование и сето тоа што го предвидува истиот, но оно што исто така го најавивте, дека работите со Бирото за развој на образование, на обезбедување еднакви можности за стекнување финансиска писменост, нешто што е исто така многу важно, и подготовка на младите генерации да го употребат тоа знаење, и сето тоа да им овозможи нели финансиска стратегија, финансиска писменост, некој и туку и подобро живење. Многумина ќе се согласат дека финансиската писменост
е многу потребна. За жал, некои генерации или ние како генерации ние сме ја немале како таква, меѓутоа светот како се движи, Македонија да се нели како се движи, многу е важна финансиската писменост да се изучува од најмали нозе. Која е стратегијата за ова? Светот се менува и потребите на човештвото и на луѓето, особено на младите, се менуваат. Финансиската писменост се обидуваме да ја вметнеме од најмала возраст, низ разни теми на предметите, на наставните програми кои ги изработува биротот. И тоа не го правиме сами, го правиме заедно со Народна банка, со УЈП, со Министерството за финансии, со Сдружение на банки во Македонија. Дури и децата учествуваат на одредени надпревари и тие не ги финансираме, ниту ги наградуваме ние како Министерство, туку банките го прават тоа и децата покажуваат исклучителни резултати. Факт е дека нашето население покажува некаква минимална финансиска писменост во 56%, што е исклучително малку, а важно е како се развива светот, така се поголем замав се очекува да превзема и предприемништвото, а нив им е потребно да се финансиски писмени, но не само нив, на целото население. Нашиот традиционален начин на живење велеше дека родителите треба да водат грижа за тоа, добро, лошо, кој како знае. Сега велиме дека децата треба да научат како да штедат, како да ги потрошат своите средства паметно, не да ги изгубат, например, во кладилница, туку треба да ги вложат во нешто. Како може би средствата можат да бидат награда за нешто добро сработено, но конечно треба да научат и дали треба да ризикуваат, кога треба да ризикуваат, како треба да ризикуваат, вложувајќи ги своите средства, во што треба да инвестираат, каде е ризикот помал, каде е ризикот поголем. И кога вака зборувам, некогаш луѓето и велат за што станува збор за нормални процеси секаде во светот, на кои ние долги години не сме биле навикнати, а треба да ги стекнеме тие вештини и како целокупно население, но особено младите, затоа што ќе им бидат од исклучителна важност. Покрај тоа што се обидуваме да ја вметнеме и како изборен предмет и низ сите теми во учебниците и наставните програми, ние заедно со нашите партнери, кои веќе ги спомнав, и заедно со бирото е носител на овие дејности, направивме одредени проекти, така наречени, во кои овие институции изработија и прирачници, и модели за обука на младите за финансиска писменост, па ги посетуваат училиштата, па таму заедно со наставниците работат со децата. Нешто што сега за сега добро се одвива, но мора да има континуитет и мора да е се поприсутно и во училиштата, и во основните, и во средните, за да се стекне таа финансиска писменост која ќе им овозможи да направат добар избор во животот во однос на вложување на своите финансиски средства. Кога сме веќе кај учебниците, вие ги споменавте, најавивте дека печатењето на учебниците за новата учебна година се реализира и дека во суштина тоа претпоставам значи дека повеќе нема да ни се случува нешто како почеток на учебна година без учебници. Дополнително исто така велите дека се вршат и обуки за правилна употреба на пополнувањето на електронската апликација за учебници, што исто така е многу важно, бидејќи тогаш би знаеле нели и подобар увид би имале вие како министерство што е она што е потребно. Како да паралелно овие процеси и дали конечно е надминато тоа неславно наше минато кога станува збор за образованието, дека учениците ќе почнуваат без учебници, односно дали ќе почнуваат веќе е воспоставен системот да има ред и да се почне со учебници. Така е. Јас длабоко верувам дека тој предизвик е комплетно затворен, затоа што да, учебници се печатат во овој момент и јас се надевам дека ние во јуни ќе имаме веќе учебници, а не да чекаме последен ден во септември. Така тоа треба да функционира, кои се печатат, оние кои ги обновуваме секоја година за цели генерации, а тоа е од прво до трето одделение.
направивме обуки на училиштата, затоа што законот вели дека тие треба да го пријават оштетениот учебник. Ланската година и претходните години се случи, еве би рекла еден пропуст, не сите училишта да нарачаат оштетени учебници, па дел од учениците мораат да користат стари оштетени учебници. Сам дека се сеќавам, ситно што ќе предам, го зборувавме ова и кажавме дека еден од поголемите предизвици за тоа како самите училишта да бидат навремени, за да можат нивна одговорност учениците да добијат учебници. Точно така е, тоа е одговорност на училиштето, а де факто се прозива Министерството, кое во тој правец е немокно. Затоа и обуките. Кој е проблемот? Кој беше лани проблемот? Јас се надевам дека годинава нема да го има. Ние имаме правилник по кој велиме 70 или 80% оштетен учебник, родителот треба да го плати 100%. 50% оштетен учебник, родителот треба да го плати во некоја помала сума и не знам, 20-30% оштетен учебник е можеби и символична сумата. Извинете, јас на вистина премногу податоци не можам во секој момент да извлечам од моето сеќавање. И наставниците, директорите, одговорните комисии има проблем да им го соопштат ова на родителите. Но и ова е дел од финансиската писменост на учениците. Или ќе си ги чуваат учебниците, или ќе знаат дека следи финансиска штета за тоа што не си ги зачувале учебниците. Тоа е градење на една култура кон книгата. Нели во овој случај учебник. Градење кон култура на чување на она што е сопствено или е па и општествено, се едно е наше, заедничко. И затоа оваа година со време ги спроведовме обвуките за кога ќе го отвориме системот да се нарачат точниот број на учебници кои ќе им бидат потребни на учениците. За крај, Министерството за образование и наука беше домаќин на и покровител на една регионална конференција со наслов Мостови кон иднината интернационализација на високото образование на Западен Балкан и Југоисточна Европа. Што значи ова за преција за високото образование и колку ваквите вмрежувања и конференции ќе помогнат на Македонија на крај на денот да го постигнат за кој што го збориме во текот на целава оваа емисија? Мене навистина ми е големо задоволство што ние бевме домакини на една ваква регионална конференција која ја организиравме во соработка со RCC и Светска банка, за што сум им благодарна, каде што учествуваат представници од земјите на Западен Балкан. Ова што зборував за квалитетот во високо образование, се тоа беше тема на дискусија во оној дел во кој што јас бев присутна, но таа продолжи и попладнево, јутре сабајле. Она што јас можам да го извлечам како заклучок е дека ние сме сите согласни дека е неопходно земјите од Западен Балкан да се поврзат во високото образование и научно-истражувачката дејност, затоа што сме многу мали самостојно тоа да го направиме. Така наречената интернационализација, односно мобилноста на студентите, мобилноста на академскиот кадар, ќе овозможи не само стекнување на повеќе знаење, вештини и компетенции, туку ќе овозможи ако ние се групираме како еден поголем регион да користиме заеднички ресурси од инфраструктурни, од апаратура, од реагенси, од човечки капитал, да работиме на заеднички проекти, конечно и заеднички да обезбедуваме средства, затоа што кажавме дека ние како мали економии не сме толку моќни да се надпреваруваме со силните и големи економии. Јас се надевам дека ова ќе биде комплетен заклучок на целата конференција, дека е неопходно првенствено меѓу себе да соработуваме, за да како регион се вклучуваме кон Европската унија. Да, ние се вмрежуваме во алијансите на Европската унија, со универзитети од Европската унија, но неопходно е и заеднички да направиме
една комплетна мрежа заедничка на користење на собствените ресурси за да постигнеме поголем квалитет, повеќе иновации, поголем напредок и во иновациите, науката и истражувањето и во квалитетот на образованието на луѓето, првенствено за да можеме да си ја подкренеме економијата, а потоа да можеме да пружиме услуги на останатиот дел од светот. Дали тоа ќе биде во правец на привлекување на странски студенти, дали тоа ќе биде во правец на некаква иновација, во некакви базични научни истражувања, небитно е да станеме компетитивни со сите други, да можеме да излеземе на пазарот на што и да е од ова што го спомнав, да можеме да се надпреваруваме со другите, но не само да се надпреваруваме, да имаме некаков ефект од тоа што ќе го создадеме. И да не испане дека не ме прашувам, бидејќи сигурно сме ќе ги интересира граѓаните, кои се следните планови на Министерството? Што може да очекуваме Министерството во периодот што следи? Јас навистина не би можела да кажам што ќе биде приоритетно, затоа што целиот овој период и во иднина ние ќе мора да работиме во паралелни линии на многу нешта. Откако ќе ги завршиме овие 3 закони, следат нови 3 закони кои е неопходно да ги сработиме. Законите за студентски стандард, законите за државна просветна инспекција, законот за наставници исто така. Ќе треба да ја донесеме декларацијата во собрание за која на сам почеток велев дека ќе треба да ја донесеме, да постигнеме консенсус за тоа во кој правец ќе ни се движи образованието, се уште не сме ја донеле, затоа што треба да го дооформиме и високово образование, но и тоа ќе биде. Имаме нова концепција за гимназиско образование, ќе ја развиваме во рамките на нашите можности. Науката исклучително е важна. Кај нас се уште нема перцепција дека тоа е важен дел од општеството, некако стално е ставана на маргините. Исклучително е важна да се вклучиме во научно-истражувачките мрежи, да создадеме луѓе кои ќе можат да творат таму и да придонесуваат. Ќе работиме паралелно. Еве, например, она што можеби ќе ги интересира, Финки ФФК, новите регионални центри, и во инфраструктура ќе инвестираме, фотоволтаици, нови спортски сали, се тоа нешто што кај нас мора одеднаш да се одвива. Ќе имаме, значи, многу нови теми за разговори и гостување. Ви благодарам многу за вечерашното гостување. Ти благодарам и јас тебе. Почитувани, тоа беше интервјуто со министерката Весна Јаневска. Јас ви посакувам убав остаток од денот и секако убав викенд пред вас. Поздрав!